Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски изјави дека оптимистичко сценарио за укинување на роамингот меѓу Европската унија и земјите од Западен Балкан е тоа да стапи на сила од 1 јануари 2027 година. Одговарајќи на новинарски прашања на настан посветен на конкурентноста, иновациите и дигиталната трансформација во земјите од Западен Балкан, Андоновски нагласи дека процесот зависи од Европската унија, а не од домашните институции. Едно оптимистичко сценарио е дека до крајот на годината би ја имале оваа можност за нашите граѓани. Тоа сепак зависи од Европската унија, изјави министерот. Посочи дека иницијативата има за цел намалување на трошоците за роаминг за граѓаните од Западен Балкан при патувања во Европската унија, како и за европските граѓани кои престојуваат во регионот. Министерот истакна дека државата веќе ја донела потребната регулатива за усогласување со 4 директиви и регулативи на Европската унија. Последните измени на Законот за електронски комуникации, како што рече, се испратени до Европската комисија на мислење. Потоа треба да бидат усвоени и во собранието. Во меѓувреме Европската унија започнува преговарачки процес со земјите од Западен Балкан, а Македонија веќе ги номинирала своите представници. Според Андоновски, следната недела на состанокот во Тиват меѓу представниците на Европската унија и Западен Балкан се очекува да бидат прецизирани роковите и следните чекори во процесот. Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара распишување референдум за членството на Македонија во Европската унија, оценувајќи дека граѓаните треба директно да одлучат за иднината на државата. На денешната пресконференција Филипче остро ја критикуваше владата и премиерот Христијан Мицкоски, обвинувајќи ги дека водат политики кои оддалечуваат државата од Европската унија и создаваат поделби и страв кај граѓаните. Според него, власта со години пласира лажни наративи дека се загрозени македонскиот идентитет и јазик, како што рече и самите представници на власта признавале дека меѓународните договори ги потврдуваат тие позиции. Филипче оцени дека цената од евентуалната изолација нема да ја плаќаат политичарите, туку граѓаните, младите и идните генерации. Тој ја обвини власта и за економски неуспеси, задолжување на државата и пат на животниот стандард. Лидерот на СДСМ порача дека вистинската причина поради која власта бега од Европа е стравот од одговорност и борбата против криминалот и корупцијата. Ова веќе не е само политичко прашање, туку прашање за иднината на државата и на нашите деца. Затоа граѓаните треба директно да одлучат, изјави Филипче, повикувајќи на распишување референдум. Портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски на денешната пресконференција изјави дека уставните измени не се последниот услов на патот кон Европската унија и обвини дека Бугарија има пошироки барања кон Македонија кои навлегуваат во прашањата за македонскиот идентитет, историја и културно наследство. Манасиевски посочи дека според него единствениот кој безрезервно им верува на пораките на бугарскиот председател Румен Радев дека уставните измени се последната пречка за евроинтеграциите е лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој обвини дека Филипче не реагирал на изјавите на Радев, во кои, како што наведе, македонски револуционери и историски личности се представуваат како дел од бугарската историја. Румен Радев вели дека македонскиот јазик постои од 1945 година. Филипче не осудува. Румен Радев вели дека македонскиот идентитет постои од 1945-та. Филипче не осудува, изјави Манасиевски. Според него, граѓаните треба да знаат какви отстапки би следувале доколку СДСМ повторно добие можност да одлучува за државните позиции. Нагласи дека ставот на ВМРО ДПМН останува непроменет и дека македонските национални интереси, достоинството на државата и историската вистина не смеат да бидат предмет на политички договори и трговија за власт. Јавното претпријатие за државни патишта информира дека од 15 јуни оваа година стапуваат во сила нови измени во системот за наплата на патарините, согласно со оперативните промени во функционирањето на електронската наплата. Според известувањето, лентите означени за МТАК ќе бидат наменети исклучиво за возила што користат електронски тагови, додека плаќањето со М-карт на овие ленти ќе биде укинато. Корисниците кои користат М-карт на платата ќе треба да ја реализираат на останатите достапни ленти на наплатните станици, согласно со нивната намена и поставената сигнализација.
Од предпријатието апелираат до возачите строго да ги почитуваат вертикалната и хоризонталната сигнализација, како информативните електронски табли поставени пред и на самите патарини, каде што лентите се јасно означени според начинот на плаќање, електронска наплата или готовинско плаќање. Воедно подсетуваат дека зелената стрелка означува активна и отворена лента, црвениот X означува затворена лента. Непочитувањето на означувањето и намената на лентите може да предизвика застои во сообраќајот и да влијае врз безбедноста и ефикасноста на сообраќајот, велат од јавното предпријатие за државни патишта. Оттаму додаваат дека известувањето е објавено со цел граѓаните навремено да се информираат и да се прилагодат на измените во системот за наплата на патарините. Најмалку 31 лице, меѓу кои деца, кои загубија животот во силен бран израелски воздушни напади во јужен и источен Либан, додека десетици се повредени, соопшти Либанското министерство за здравство. Нападите се меѓу најтешките од прекинот на огнот посредуван од Соединетите Американски држави во април, пренесува BBC. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел ќе ги ескалира операциите против Хезболах, наведувајќи дека армијата веќе погодила повеќе од 100 цели, меѓу кои складишта за оружје и командни центри. Според израелската армија, операцијата има цел да ги неутрализира заканите од групата поддржана од Иран, истовремено да се заекне безбедносната зона на северот на Израел. Во меѓувреме, сирени за тревога се огласија во северен Израел, откако проектил од либанска територија паднал на отворено подрачје без жртви. Нападите погодиле повеќе области, меѓу кои долината Бейка, селото Машгара и подрачјето Бурджал Шамали. Дел од ударите се случили во близина на тврдината Бофор, заштитен културен локалитет. Според ливанските власти, само во тоа село се пронедени 11 жртви, меѓу кои жени и деца. Од другата страна, Хезболах соопшти дека извршил напади врз воени цели во северен Израел, тврдејќи дека тоа е одговор на прекршувањата на примирието. И покрај договорот за прекин на огнот постигнат на 17 април, судирите продолжуваат зголемувајќи стравување од поширока регионална ескалација и дополнително комплицирајќи ги дипломатските напори на Соединетите Американски држави и другите посредници. Според официјални податоци, од почетокот на ескалацијата се убиени над 3000 лица во Либан, додека Израел пријавува загуби меѓу воени и цивилни сили. Соединетите Американски држави ги информирале сојузниците во НАТО дека планираат постепено намалување на дел од своите клучни воени капацитети распоредени во Европа, меѓу кои стратешки бомбардери, борбени авиони, беспилотни летала, подморници и воени бродови. Според дипломатски извори, информацијата била пренесена на затворена седница на НАТО, каде представникот Пентагон ја презентирал новата насока на американската безбедносна политика. Иако не биле наведени точни бројки и рокови, сигналот предизвикал загриженост кај дел од европските членки. Овој потек се толкува како дел од пошироката стратегија на Вашингтон за префрлање на фокусот кон Индо-Пацификот и за поголемо вклучување на европските сојузници во сопствената одбрана. Дел од аналитичарите го поврзуваат и со долгорочните ставови на поранешниот американски председател Доналд Трамп, кој повеќе пат инсистираше на намалување на американската улога во европската безбедност. Дипломатите наведуваат дека не е јасно колкав број сили ќе биде повлечен ниту во кои рокови, но се споменува дека дел од капацитетите би можеле да бидат намалени дури за третина или половина, зависно од способноста на европските партнери да ги заменат. Американската страна уверува дека нема да има промени во нуклеарното одвраќање, кое останува клучен столб на безбедносната архитектура на алијансата. Во меѓувреме, во НАТО се нагласува дека процесот не треба да се гледа само како слабење на присуството, туку како постепена промена во распределбата на одговорностите меѓу САД, Европа и Канада, со цел поголема самостојност на европските одбранбени капацитети. Според најавата на Управата за хидрометеоролошки работи Македонија, и в четвртот ќе биде под влијание на нестабилна воздушна маса, што ќе донесе променливо облачно време со сончеви периоди, но и услови за пороен дожд, грмежи, засилен ветер на повеќе места во поплавнивните часови.
Локално се очекуваат поинтензивни атмосферски процеси, особено во попладневниот дел од денот. Во Скопје ќе има сончеви периоди, но попладне се можни краткотрајни врнежи, грмежи и засилен ветер. По нестабилниот бран од петок се очекува постепена стабилизација на времето и посвежи утра. Утринските температури в петок ќе се движат од 7 до 14 степени, дневните од 21 до 30 степени. За сабота се прогнозира уште посвежо утро со температури од 6 до 15 степени, додека максималните дневни температури ќе достигнат од 22 до 31 степен. Метеоролозите посочуваат дека ваквото нестабилно време е типично за крајот на мај, кога комбинацијата од дневно загревање и влажна воздушна маса создава услови за локални поројни врнежи и грмежи. Најголема внимателност се препорачува во попладневните часови, особено при движење на отворено и во сообраќајот, поради можност од краткотрајни интензивни врнежи и засилен ветер.